Имаше добри две дискусии преходно, така да јас би отишол директно до поентите. И ќе искористам два аспекти. Еве ќе заштедам време на лисито мнозинството. Едниот аспект е помалку коректен или некоректен политички, вториот ќе биде апсолутно коректен. Некоректниот. Дали ова се однесува да се помогне на општините предводени во најголем дел од ВМРО-ДПМН? Да. Дали јас, Јаревски Тони и пратениците на ВМРО-ДПМН се спремни да направат се што можат во нивна можност за да помине овој амандман со цел да се помогне на општините? Да. Дали ќе направиме се што можеме да исполниме ветувањата што се ги дале пред избори? Да. Дали е грешка доколку овој амандман не се усвои? Да, ќе сгрешите. Бидејќи тие општини не се само ВМРО. Ниту се општините ВМРО, ниту пак буџетот е само на СДСМ. И едната и другиот аспект се на граѓаните. И ние сме тука токму заради нив. Да најдеме решение, да најдеме начин како нивниот живот да го направиме подобар и полесен. Дали имаме сега криза и ситуација? Да. Цело време за тоа дискутираме. Дали во таа криза учествуваат и граѓаните и општините? Да, и тие се внатре. Од аспект на коректност, ако кажуваме. Дали била утврдена потребата за носење на законот и да се обезбедат тие 5% од наплатен ДДВ за единиците на локална самоуправа? Да. Јас сум учествувал во панел дискусии, снимале расправи тука. Сте биле сите. Од повеќе аспекти. Општините се 10% во сите наши средби што ги имаме, во сите дискусии, контактни емисии, што сакате да земете во предвид? Што и да ви побарате од вас на вашите средби, на вашите застаноци? 90% од барањата на граѓаните, со партици, со граѓани, независни експерти, ќе видите дека ги засега 90% токму локални проблеми. Квалитетот на живењето во прв ред се рефлектира преку работењето на локалната самоуправа. И во таа локална самоуправа не се само ВМРО, не сте само ние, сите сме таму заедно. И јас, и мојата колешка од Карпош, исто како што и мојата од Неготино, заедно со неговата колешка од Неготино. Подеднакво зависиме од функционирањето на добра локална самоуправа. И факт е тоа дека овие 5% нема да ги решат сите проблеми, но дефинитивно во оваа криза и текако ќе бидат од корист. Можеме тоа да го направиме. Дали треба сега да повлечеме еве од уште еден аспект? Дали не беше дискутирано многу пати за потребата од измените на законот од аспект на самото финансирање на локалната самоуправа, дека постоечкиот начин е лош, дека на овој начин се стимулираат активностите на градишната мафија, бидејќи единствен начин на кој што се темелеше финансирањето на локалната самоуправа е токму градбата. Дали овдека малте не немаме консензус дека треба да се бориме против градишната мафија, дека треба да се направат услови за хумано живење, за хуман развој, за прав развој. Дали не сметате дека токму со прифаќањето на овој амандман ќе допринесете можеби многу повеќе од сати и сати дискусија декларативни колку ние сакаме да имаме хумана урбанизација, квалитетен живот. Со еден чекор. А при тоа збориме за консензус дека треба да се донеси. Сега чиво его е поголемо, чива света е поголема. Можам и јас да навлезам сега во дискусија, па колкави долгови не оставија во општините, каква состојба се начека таму, колку реализирани и нереализирани проекти, па зошто биле причините за биде таков катастрофален пораст на СДСМ на локалните. Не идам натаму колешка Лазаревска. Јас само кажувам дека вие можете да учествувате со гласањето на овој амандман, тие состојби трајно да се подобрат. Веќе проекциите на буџетите на општините да бидат многу подобри. Или поизвести. Да, точно е, од изборите наваму некои фактори се сменија, имавме драстичен на цените, се промени локалната власт во најголемиот дел за време на реакциите, проекциите на буџетите, некои се инкорпорирани, некои не се инкорпорирани. Но ние нема да застанеме. И ќе најдеме начин како се помине. Но во секој случај ќе ме подсетиме што се случуваше. Каде се движат работите? Ќе се најдат и алтернативни начини на финансирање. Но овој буџет е за сите.
А јас имам чувство дека од пратениците во владеачкото мнозинство се однесуваат како да е само и само нивни. И нема да речам, нема да кажам, се чува буџетот за финансирање на криминални тендери, договори во 4 очи, анекси, преговарање и така натаму. Но во секој случај, доколку власта немаше слух, немаше разбирање за 50, 100.000 или 800.000 евра што беа амандмани, што има рефлексии на стотици илјади домаќинства, па сега најавно може би од наша страна да размислуваме дека ете, сега ќе допре до нив совеста, ќе проработи дека локалната самоуправа би можела да се издаде во пресред и да со прифаќањето на овој амандман да може да се планира нивниот развој, нивната стабилност, нивното функционирање за во иднина. И конечно, како тоа владата планираше или да слушаме обвинувања дека претходно бил кочен законот ако не биле предвидени средства? Како тоа владата знаеше дека законот нема да помине па не биле планирани овие средства? Како можеше воопшто да се достави ваков закон до собранието, кога и да било тоа, доколку не биле предвидени средства? Поминали ребаланси, поминал еден буџет, поминал уште еден буџет. Дали одговорна власт ќе постапува на тој начин? Или веќе стана пракса, каде што едноставно ние декларативно кажеме две или три работи и немаме намера тоа да го исполниме. Ние, за разлика од такви декларативни самокажувања, празни зборови, нашиот збор се трудиме да си го исполниме. И нема да се откажеме ниту од оваа иницијатива за амандманот, нема да се откажеме ниту од барање на алтернативни извори на финансирање на проектите, нема да се откажеме ниту во инвестирање на човечките капацитети за аплицирање во разлите фондови на Европската унија и дефинитивно нема да се откажеме и ќе ги реализираме ветувањата што ги имавме пред изборите. Ви благодарам.